Почитувани граѓани, за прв пат во Република Македонија една влада се реши прашањето на диаспората да го крене на едно повисоко политичко ниво. Тоа ни даде за сериозна обврска на прашањето на диаспората да пристапиме систематски и непопулистички, во насока на долгорочно решавање на проблемите на диаспората. Не беше тешко да се утврди дека Република Македонија во 25 изминати години, односно 26, нема национална стратегија за соработка со диаспората и токму затоа ние како влада решивме да поработиме на тој процес со цел за да повеќе нема злоупотреба на диаспората во изборни цели и изборни процеси како што беше во изминатиот период. Нашата цел е практично тоа да го промениме. Затоа во првите 100 дена од формирањето на новата реформска влада на Република Македонија, јас како министер заложен за диаспора иницирав усвојување на информација за потребата од изготвување на национална стратегија за соработка со диаспората, информација која беше усвоена од владата на незината 24-та седница. Напоменувам дека процесот на изработката на таа национална стратегија ќе биде транспарентна, инклузивна и консултирани ќе бидат сите релевантни фактори кои се бават со прашања поврзани со диаспората. Паралелно на тоа, во текот на првите 100 дена од формирањето на новата влада, реализирани се средби со повеќе амбасадори во Република Македонија, на кои им го пренесов нашиот пристап по прашањето на диаспората и секако нивната поддршка не изостана во тој дел. Дополнително, остварив низа тематски средби со индивидуалци и представници на организации, при тоа разменувајќи позитивни искуства за утврдување на приоритетите на диаспората. На средбите со организациите кои ги имаат иселениците, тоест нашата диаспора, како Обединетата македонска диаспора, Форумот за демократска Македонија, Сојузот на албанската диаспора во Швајцарија и други, на отворен и транспарентен начин ги презентирав начините како заедно да ги достигнеме целите кои ги задоволуваат суштинските потреби на диаспората. Отворено разговаравме и за областите во кои диаспората може да има значаен придонес за државата, како и реализација на низа проекти од взаемен интерес. Од особена важност беше средбата со генералниот директор на Меѓународната организација за миграција, амбасадорот Вилјам Лейси Свинг, на која разгледавме можноста подлабока соработка меѓу ИОМ и владата на Република Македонија по прашања врзани со диаспората и како прв чекор кон тоа, таа соработка преку својот експерт, Меѓународната организација за миграција ќе учествува со свој експерт и своја поддршка стручна и техничка во обработка на националната стратегија. На таа средба, она што исто така вреди и е важно да се истакне, ја разгледавме и можноста Македонија во 2018 година да биде домаќин на самит на министри за диаспора. Посетата на Босна и Херцеговина со владината делегација предводена од премиерот Зоран Заев отвори можност за конструктивни средби кои инволвираат и диаспората. На наше барање, кое беше прифатено од страна на владата на Босна и Херцеговина, е една од нашите здруженија во Сараево да добие на располагање простории кои ќе им го возможат секојдневното функционирање, а при тоа од страна на премиерот и од министрите кои бевме дел од делегацијата со своите домаќини беше покренато прашањето за законско овозможување на двојното државјанство во БиХ, со тоа што ќе им се овозможи на нашите граѓани да без да мора да се откажат од македонското државјанство, да добијат и државјанство на Босна и Херцеговина. Би сакал исто така да истакнам дека средбата со членот на управниот одбор на Американско-израелската комора и секретар на Албанско-американската асоциација на интелектуалци, собственици и активисти со седиште во Чикаго, ја разгледавме можноста во 2018 есента да се организира економска конференција во нивна организација за развој и инвестиции на диаспората во Република Македонија. При посетата на Република Хрватска, која инаку беше моја прва билатерална посета на една држава како министер за диаспора, на таа средба, имајќи во предвид дека Хрватска има голема диаспора, меѓутоа истовремено и доста организирано систематски пристап кон односите и соработката со диаспора, од информациите кои ги добив оттаму од
Државниот уред на Република Хрватска и незината секторска структура за грижа за Хрватите надвор Хрватска се со цел превземање на препозитивни искуства и практики и имплементирање од наша страна. Договорено беше од македонска страна да се покрене иницијатива за што побрзо реактивирање на работата на меѓувладината мешовита комисија меѓу двете земји. На средбата со градоначалникот на Загреб Милан Бандич ми беше потврдено дека градот Загреб и во наредниот период ќе продолжи да ги поддржува здруженијата на нашата диаспора кои функционираат во Хрватска и во Загреб пред се, и секако ќе продолжи да ја поддржи изградбата на објектот на Македонската православна црква во Загреб. Дополнително, сакам да информирам јавноста дека владата на Република Македонија ја разгледува можноста финансиски исто така да ја поддржи изградбата на Македонската православна црква во Загреб. Како за ваша информација, таа е единствената македонска православна црква во просторите на екс-ју републиките, ако ја исклучуваме Македонија, која постои. Многу значајна беше секако официјалната посета на Соединетите американски држави од страна на владината делегација предводена од претседателот на владата на Генералното собрание. Никола кажуваше во делот на политичките меѓународните активности. Таму исто така имавме доста средби со организации од диаспората, би сакал да ги и индивидуалци секако, би сакал да ги одвојам средбите со Македонија 2025, со која разговаравме околу можностите и потенцијалите за продлабочување на економската и бизнис соработката помеѓу Република Македонија и незината диаспора. Имавме средба и со Обединетата македонска диаспора и со Форумот за демократска Македонија, на кои ги слушавме нивните размислувања по прашања, како и нивните барања и потенцијални проекти кои би можеле да се реализираат во насока на задоволување на нивните барања. Од 25 до 27 септември реализирав посета на Виена, каде што бев поканет да говорам на регионален форум во организација на Меѓународниот центар за развојни политики и миграции на тема директни инвестиции од диаспората, искуства на земјите од Западен Балкан. Ги споделив искуствата од Македонија и истакнав дека владата на Република Македонија и јас како нејзин министер ќе вложиме максимални напори да интегрираме диаспората во иницијативи за превземање на конкретни мерки за економски развој на нашата држава. Со еден збор, нашата цел е да ги согледаме позитивните практики од државите кои имаат економска структура компаративна со нашата, да размениме ставови и искуства во поглед на инвестиции и потенцијални инвестиции од диаспората и секако најдобрите да ги имплементираме во Република Македонија. Она што можам да кажаме дека ќе понудиме на диаспората конкретни поволности како никогаш досега за отварање на бизниси и реализирање на инвестиции во Македонија. Секојдневните работни средби со представниците од диаспората, Сдруженијата на иселениците и со организации кои се занимаваат со прашања од диаспората ми даваат за право да истакнам дека мостот на доверба почнува взаемно да се гради и ќе продолжи и во иднина да се гради. Чекорите кои ги преземавме изминатите 124 дена и оние кои ќе ги преземеме во периодот што следи, верувам дека дополнително ќе ја мобилизираат диаспората во незиното директно и суштинско вклучување во политичкиот, економскиот, социјалниот и културно-образовниот тек во Република Македонија. Верувам дека се движиме по вистинскиот пат и убеден сум дека заедно можеме многу да направиме по прашањето на диаспората. Ке ми дозволите кратко самари да направам и за представниците на медиумите на албански јазик околу ова. Për herë të parë në Republikën e Maqedonisë një qeveri vendosi që çështjen e diasporës të çojmë në nivel më të lartë politik. Kjo na obligon që me çështjen e diasporës të qasemi në mënyrë sistematike dhe jo populiste për zgjedhje afatgjate të problemeve të diasporës. Nuk ishte vështirë të konstatohet se Maqedonia nuk ka asnjë strategji për diasporën, kështu është sepse deri më tani diaspora është parë vetëm nga prizmi i votës dhe proceseve zgjedhore. Ne synojmë këtë gjë të ndryshojmë. Prandaj, në 100 ditët e para të formimit të qeverisë së re të Republikës Maqedonisë, unë si ministër për diasporë në qeverinë e udhëhequr nga kryeministri Zoran Zaev, inicova miratimin e informacionit për nevojën e hartimit të strategjisë kombëtare për bashkëpunim me diasporën. Paralelisht me këtë, gjatë 100 ditëve nga formimi i qeverisë, u rezultuan takime të shumta me shumicë e ambasadorëve në Republikën e Maqedonisë.
me organizatat të bashkëdhetarëve që jetojnë dhe punojnë në diasporë, siç është Diaspora e Bashkuar Maqedonase, Forumi për Maqedoninë Demokratike, Lidhja e Diasporës Shqiptare në Zvicër, si dhe takime të tjera, shumëta të tjera me individ dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme, ku hapur biseduam edhe për fushat në të cilën diaspora mund të jep kontributin e vet, gjithsesi në bashkëpunim me institucionet e shtetit. Rëndësi të veçantë kishte takimi me drejtorin e përgjithshëm të Organizatës Ndërkombëtare për Migracion, ambasadorin William Lacey Swing, si dhe takimi me antarin e Këshillit Drejtues të Odës Amerikano-Izraelite, të intelektualëve, ekonomistëve dhe aktivistëve në selinë në Chicago në SBA, ku shqyrtua mundësia që në vitin e 2018 organizohet një konferencë për zhvillim ekonomik dhe investime të diasporës dedikuar Republikës Maqedonisë. Më lejoni që shkurt t'i përmend edhe takimet zyrtare në Kroaci, Bosnjë dhe Vjenë. Jashtëzakonisht e rëndësishme ishte vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në delegacion udhëhequr nga kryeministri Zoran Zaev. Përveç pjesëmarrjes në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, realizuam takime me organizatën Maqedonia 2025, me Diasporën e Bashkuar Maqedonase dhe Forumin për Maqedoninë Demokratike, ku gjithashtu diskutuam hapa konkret dhe projekte konkrete që mund të realizohen në periudhën që vjen. Hapat që ndërmorëm dhe ato që do të ndërmarrim në të ardhmen, besoj që edhe më tej do mobilizoj diasporën në proceset e saj të drejt për drejta dhe përfshirjen esenciale në fushën e politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe arsimore, gjë që do të shtrëngon dhe përforcon bashkëpunimin mes institucioneve të Republikës Maqedonisë dhe diasporës jashtë. Ju falenderoj.